Добар ден во првото информативно издание на Канал Плюс. 20 на минути за најактуелните случувања. Почнуваме по кратката најава. Успешно заврши втората вечер од манифестацијата Пастрамалијада 2015. Денеска свој настап пред публиката ќе има фолк дивата Светлана Цеца Ражњатовиќ. Вчера и официјално започна јубилејниот фолклорен фестивал Истибањско здраво живо. До среда ансамблите од повеќе земји ќе се представуваат со фолклорни точки. Со вечерна богослужба во храмот Успение на Пресвета Богородица во Штипско Ново село од денес започнува празнувањето на Мала Богородица. Домашните компании имаат можност до крајот на годината да искористат средства во износ од 30 милиони евра преку поволната кредитна линија од Македонска банка за подршка на развојот со субвенционирана камата, која што не е поголема од 5,5%, најави премиерот Никола Груевски. До крајот на годината треба да се инвестираат уште 30 милиони евра, така што тоа е одлична шанса за компаниите, за домашните компании. Ова е пред се овие мерки, овие кредитни линии, овие поволности, овие субвенционирани камати од страна на државата се наменети за домашните фирми и за домашната економија со цел директна помош на домашната економија и на домашните фирми. Често пати ни критикува дека повеќе сме обрнувале внимание на странските помоки на домашните. Не е точно, тоа можеме аргументирано да го докажеме, дека многу повеќе помагаме на домашните. Дали е тоа преку субвенционирани кредити, дали е тоа преку други мерки што ги правиме. И конечно сите мерки што се прават и што се од бенефит за странските се и за домашните. Овие 350 милиони евра се искористија од домашните фирми, субвенционираните камати ги плати и буџетот, државата. Тие отворија досега околу 6200 работни места. Значи, само од овие средства се отворени 6200 работни места. Така што станува збор за директна значајна помош за домашниот сектор преку државата, односно во случајот преку Македонската банка за развој. Втората вечер од Штипската Пастрамалијада 2015 помина во знакот на концертите на Калиопи и Желко Самарџик, кои пред публиката се представија со нивни нови, но и постари хитови. Третата и последна вечер е наменета за балканската музичка звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ, која се очекува во комбинација со Ферус Мустафов и неговите соработници да предизвика вистинска кулминација и да го даде заслужениот печат на сето она што изминатите денови го организираше локалната самоуправа. Концертот на познатата српска музичка звезда Желко Самарџич беше еден од настаните кои го одбележаа вториот ден на Штипска Пастрамалијада 2015. Самарџич од возилото со кое пристигна до сцената веднаш излезе на сцена, го развиори македонското знаме и започна да пее пред штипската публика, која беше собрана во голем број на локацијата кај Штипското дуиле. Неколку минути пред Желко Самарџич да излезе на сцена, заврши концертот на македонската поп дива Калиопи, која цели 2 часа пееше пред присутните. Концертот воопшто не и представувал замор, бидејќи на синокешниот настап во Штип, како и на сите нејзини настапи, Калиопи истакна дека ги полнела нејзините енергетски батерии, посебно кога публиката пее во еден глас со неа. Калиопи ја пробала Штипската пастрамалија и рече дека има незаборавен вкус. Некој ќе рече колку тоа се потрошив горе, ама не е точно. Дефинитивно е тоа полнеш, голем полнеш. Значи батериите се полнат кога публиката пее со вас. Апсолутно, и кога слушаат, и кога едноставно ги живеат во нивна замисла, едноставно во нивната сфера животна си ги доживеуваат нивните песми кои што јас ги пеам, впрочем и сум ги напишала, ама некаде во нив се и нивните животи. Прво нешто што пробав и прво нешто што посакав денеска за време на ручекот беше да вкусам пастрамалија. Ова е традиција која што трае и мора да трае, затоа што самите гледате, народот живе, градот живе и не само Штипјани, туку ова е место каде што се собираме сите ние од цела Македонија и пошироко.
Традиционалната штипска манифестација Пастрамалијада 2015 завршува вечерва со концертот на познатата балканска музичка звезда Светлана Цеца Ражњатовиќ, која на сцената пред публиката која се очекува во најголем број досега од цел Јужен Балкан, според програмата ќе настапи со почеток во 23 часот. Пред настапот на Цеца Ражњатовиќ ќе се представат неколку македонски музички имиња. Така некако бомбастично е осмислена целата програма за недела 20, бидејќи започнува со нашите македонски звезди од Грант. Мартинијан Кириловски и Ивона Јовановиќ ќе направат, мислам дека добар вовед во она што следува потоа. Ферусе веднаш после нив и влегувањето на Цеца е кулминација која што мислам дека овој простор не знам како ќе го издржи. Со фолклорни точки на ансамблите од повеќе земји вчера ја официјално започна јубилејниот 30-ти поред фолклорен фестивал Истибањско здравоживо. Селото Истибања деновиве ќе биде центар на фолклорот од Европа, Азија и Балканот. Манифестацијата Истибањско здравоживо во календарите на светските организации преку УНЕСКО е единствена манифестација од ваков карактер во Македонија, Србија, Бугарија, па и околните земји, преку која се гаи народната традиција, се негува фолклорот и се продолжува традицијата. Фестивалот ќе трае до среда. Вака се гледаме повеќе на квалитетот, секош гледаме да биде квалитет на фестивалот. Наш фестивал е единствен од Македонија, од регионот, може да се каже од Србија, од Бугарија, од околните земји, кој што во календарите на ЦИОФ и ИОФ, тоа се светски организации преко УНЕСКО, каде што се гаи народна традиција, каде што се негува фолклорот и има правила кои што ние мораме да ги почитуваме и така и работиме на тоа. И пред се годинава од Македонија се она што вика шмекот на ансамблите, најдобрите врвните ансамбли и сите ансамбли кои дојдоа од другите земји од светот, се врвни ансамбли, прво наградени на фестивалите во нивната земја и на секаде низ светот. Фестивалот не е мини турнеја, него фестивалот трае до срејата. Денеска е во Истибања започнуваме, во неделата е во Македонска каменица преку фолклорниот караван во 18 часот, во понеделникот празникот на општина Тишиново во Блешево и таму и фолклорниот караван во Блешево, а во срејата е финалето, галата на фестивалот кој што се одржи на плошад Ангел Венички во Веница. Па повелете сите да го следите, овој е реномиран врвен фестивал не само во Македонија, туку и пошироко. Православните христијани во текот на утрешниот ден ќе го празнуваат денот на раѓањето на Мајката Божја Пресвета Дева Марија, родена од своите стари родители Јоаким и Јана, кои долги години немале деца. Родена е во Назарет, а после 3 години одведена во храм во Ерусалим, од каде се вратила во Назарет, за наскоро да ја чуе благовеста на светиот архангел Гаврил за раѓањето на Синот Божи Исус Христос. Празнувањето во Штип започнува денес со вечерна богослужба во храмот Успение на Пресвета Богородица во Новосело. Пророштвото од Стариот Завет исчекувано со векови да дојде мајката која ќе го роди Господ Исус Христос, односно Бог ќе се јави во тело и таа е спасител на човечиот род, како што дојде гревот преку жената од Ева со Адам и Ева, така и спасението требаше да дојде преку жена. Таа жена беше Марија, Богородица, која го роди Господ Исус Христос и целиот свет преку неја го доби своето спасение. Светата црква ќе честува со вечерното богослужение во 17 часот, кој ќе се служи во храмот Успение на Пресвета Богородица во Ново село. Утредента ќе биде светата архиерейска литургија со повеќе свештенослужители од Брегалничката епархија под раководство на митрополитот Брегалнички господин Иларион со почеток во 8 часа. Најмалку 57 цивили загинаа, а околу 130 се ранети во последниве 24 часа при воздушни напади на арапската коалиција предводена од Саудиска Арабија врз цели на територијата на Јемен под контрола на бунтовниците. Според представник на медицинските служби, само при нападите во реонот на градот Сана загинале 19 цивили, а 109 се ранети. Други 38 цивили биле убиени, а 27 ранети при напади на авионите на арапската коалиција во северната провинција Садах, која важи за упориште на бунтовниците Хути.
Според податоците на Обединетите нации, во судирите меѓу завојуваните страни и при нападите на силите на арапската коалиција во Јемен од март па до сега загинале над 4500 лица. Околу 10 милиони грци денеска гласаат на предвремени парламентарни избори, втори за оваа година. Денешните избори се организираат поради тоа што поранешниот премиер Алексис Ципрас го загуби парламентарното мнозинство по бурни несогласувања во неговата партија околу содржината на последниот договор со меѓународните кредитори на земјата. На завршните митинзи лидерот на Сириза Алексис Ципрас го повика народот да му изгласа доверба за нов силен мандат. Повеќе анкети на јавното мислење последните денови покажуваат мала предност на Сириза. Околу 10 до 15% од грците се уште не одлучиле за кого ќе го дадат својот глас, а од нивното решение во голема мера ќе зависи изборниот резултат. Соединетите Американски држави и Кина веќе неколку недели водат преговори за прашања поврзани со сајбер безбедноста, кои би можеле да завршат следната недела со склучување билатерален договор во оваа сфера. Евентуалниот договор за сајбер безбедност меѓу САД и Кина би можел да биде потпишан за време на посетата на кинескиот претседател на Вашингтон. Договорот би се однесувал на спречување сајбер напади врз електроцентрали, телекомуникацијски системи и болници. На првиот надпревар од седмото коло од македонската прва лига кој се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани, се сретна екипите на Брегалница и Царев двор, со што надпреварот заврши со победа на гостиното 3:2. Фудбалерите на Младост Царев двор со овој трет надпревар ја продолжуваат победничката низа во првата лига, триумфирајќи на гостувањето против Брегалница. Сините не успеа да ги освојат толку посакуваните 3 бода, а Царев двор со одличната игра успеа да го надигра домајкинот. Во моментов Брегалница се наоѓа на 7-то место на табелата со 6 бода, додека Царев двор е трети со 12 бода. Денес на програмата се и останатите надпревари од ова седмо коло. Вечерва во 19 часот е големата битка за освојување на златото на стадионот во Лил, каде што се игра финалето на Европското првенство во кошарка помеѓу селекциите на Шпанија и Литванија. Шпанците се фаворити, но литванците покажаа дека играат борбена кошарка и се очекува неизвестна битка. На последните 4 средби шпанците победија 3 пати, додека Литванија го доби последниот дуел на Европското првенство во 2011 со 79-71. Представниците на Сдруженијето на клубови од првата лига на седница во просториите на Македонската кошаркарска федерација одлучија сезоната 2015-2016 во првата македонска лига да започне на 10 октомври. Според новиот систем за надпреварување, првата лига ќе се игра 4 кружно, а во плей-офот ќе се пласираат 6 најдобри екипи по 28 кола. Полуфиналето и големото финале е одлучено да стартуваат од 0:0, без разлика на меѓусебниот скор на противниците во претходните средби. На седницата на Сдруженијето воедно беше констатирано дека согласно регистрацијониот правилник, клубовите ќе имаат право на трансфери се до крајот на првиот круг на надпреварување, поточно пред првиот надпревар од 15-тото коло. Ова е се што подготвивме во овие вести. Повеќе за актуелните настани гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!